Добро дојавте во нова епизода на Топки од новата декада. Денеска ќе имаме неколку теми, ќе опфатиме прво како тоа математиката е еден од најважниот елемент кога составувате тим, бидејќи ако ја немате точната математика направена, тогаш може да ја загубите титулата. Но тоа е нешто подоцна кога ќе дојдеме на моментот Шпанија, бидејќи тука најевидентно може и да се види ова токму што го зборувам. Како им избега титулата на Барселона, на Реал Мадрид во однос на Атлетико. И зошто? Чиста математика, но на почетокот на сезоната, нели? Втората работа која што е интересна и малку повеќе ќе се задржиме во денешната епизода е конечното изедначување на мажите и жените во фудбалот. Како? Едноставно, мажи и жени наскоро ќе можат да играат заедно во еден ист тим и да се надпреваруваат во рамките и на УЕФА и на ФИФА. Овој експеримент е одличен и веќе најавува еден нов концепт, предпоставувам, за наредните 10, 20 или 50 години. Бидете тука, продолжуваме веднаш. Најбогатите фудбалски клубови, најскапите фудбалери, најголемите светски звезди. Во Европа може само по светските стандарди. Сега и повеќе внимавам на крајот. Женскиот тим на европскиот шампион фудбалскиот клуб Барселона Најдобрите заслужуваат само најдобро. Добро вечер, продолжуваме понатаму. Англија го игра своето 36-то коло, се ближиме кон завршницата во која што титулата ја однесе Манчестер Сити. Поточно Пеп, кој станува еден од најдобрите тренери на деценијата токму со оваа титула. Имено, во трите клуба во кои што работеше, има освоено по 3 национални првенства. Така беше со Барселона, така продолжи со Бајерн Мюнхен и сега ова му е и трета титула со Манчестер Сити. Може само да напоменам, предпоставам дека многумина од вас знаат дека тимот со кој што работи во Манчестер Сити е оној, значи став, кој што му беше друштво и во Барселона во неговите најубави години. Ова чисто само го споменувам дека важи она гесло, оној што победува, не го менувај. Така да Пеп си го задржа тој принцип и стигна до ова титула. Што не очекува сега, викендов, денеска, Барнли Лидс, Саутемптон Фулам и Брайтон Вест Хем. Додека во недела, Кристал Палас Астон Вила, Тотнем Волфс, Вест Бромвич Албион Ливерпул и Евертон Шефилд. А она што е интересно ќе биде за позицијата помеѓу трето, четврто и пето место. 66 бодови на Лестер против 64 на Челси, односно 60 на Ливерпул. Сега и за Лига Европа ќе е интересно. Вест Хем Тотнем ќе се борат во некоја, би рекол, задржување на позицијата во однос на Евертон и Арсенал. Доле е чисто испаѓаат Фулам, Вест Бромвич Албион и Шефилд. И овдека во Премиер лигата го имаме можеби според некоја моја проценка и најдобриот клуб за 2021 година. Тоа е Челси. Знаете зошто? Пак го има финалистот и во машка и во женска конкуренција. Токму така, нешто подоцна за женското финале во Лига Шампиони, каде што игра Челси, а за машкото финале имаме време за да зборуваме, каде што исто така игра Челси.
Како тоа математиката е важна за една сезона? Многу едноставно. Не математиката на колку чини, тоа е нормално дека е битен детал. Например, сега се зборува дека Халанд треба да дојде во Барселона, но тие пари нема шанси да се платат и затоа може да биде само на ниво на шпекулација. Математиката на пресметка на головите. Ако ги имате пресметано колку голови треба да ви дадат оние кои што треба да ви бидат во првата, ќе кажам, борбена линија пред противничкиот гол и тоа да се реализира, тогаш може да планирате дека сигурно ќе бидете во борба за титулата и ако не биде под просекот на очекуваните голови, тогаш со сигурност скоро може да биде и проценката дека титулата ќе ја освоите. Како низ пример тоа изгледа? Гризман пред да дојде во Барселона даваше по 20 до 25 голови. Стигна во Барселона, недостасуваат точно неговите голови на надпреварите. Лео Меси повторно ги даваше 29, 30, 35 голови. Луис Суарес во моментот кога ги имаше головите кои што ги дава стандардно, околу 20 до 25 по сезона, тогаш беше успешно за Барселона. Знаете на ситуацијата кога беше Неймар, нормално дека таа математика се задржуваше. Кога недостасуваа головите на Суарес, минатата сезона беше под неговиот минимум и затоа можеби некако одлучија, ајде ќе го дадеме, погрешна проценка, а се уште недостасуваат головите во еден одличен просек што би требало да бидат на Гризман, нормално дека сезоната ќе биде промашена. Имено, ако ја разгледате Барселона и кој колку голови дава во текот на сезоната, тука ги имате по 2, 3, 4, од Брайт или јас знам некојаш да кажам Тринкао, Минкао и така натаму, тоа се голови што се дополнителен бонус. Кога имате менаџерски список пред себе и треба да го направите тимот, ја правите токму таа пресметка. Имено, ако гледате сега дека пресметката што му недостасувале головите на Чоло за неговиот тим, ги има во надокнадување, ако претходно ги имаше изгубено, сега во Луис Суарес, тогаш и за очекување дека секако ќе се бори за титулата. Луис Суарес повторно доаѓа на позицијата меѓу 20 и 25 голови по сезона. Кога ја имате математиката, имам пример, 30 до 35 голови од Лео. Ми фалат уште 20 до 25 од едниот напаѓач и 20 до 25 од другиот напаѓач. Со тие вкупно голови, само од нив, без оние бонус, веќе можам да бидам конкурентен во борбата за титула. Дембеле отсуствува комплетно. Одвај ги дава 6, 7, 8, 9 голови по сезона. Каде се оној просек голови што ги имаше пред да дојде во Барселона? Сега ако ново додадеме и невкалкулирана математика, но сепак мора да ја имате на ум, ако станува збор за еден менаџерски список на почетокот на сезоната, од повреди, од отсуство на денови, тогаш доаѓаат до израз и оние бонус голови од останатите среден ред, што не ги очекувате, од брамбени фудбалери, кои што може да ги имат по 2, 3, 4 голови за време на сезона и кои се добре дојдени. Значи, тоа е еден основен принцип на работење, исто како што еднаш зборував за тоа ако направите пресметка во изминатите 10 години, во големите лиги, барем оваа четворка или ајде сакате петорка, кои ги освојуваат шампионските титули? Тие што најмногу вложуваат. Токму така. Ќе кажете, не е се до парите. Има исклучоци, но тие исклучоци се случуваат еднаш на 5 години, еднаш на 6 години и така натаму. Најчесто оние што вложуваат најмногу, токму поради овие математики, ги освојуваат и шампионските титули во најсилните лиги. Така е впрочем и во оние помали национални лиги, а така е и во Лигата на шампионите. Како и да е, размислете за ова што ви кажав. Направете си една математика, чисто за да си го проверите овој шематски приказ што вака пластично ви го објаснив, за наредната сезона. Направете еден тим од вкупно реален, не замислен, од голгетери кои што недостасуваат, ако ги реализираат, тогаш сметете дека тој клуб ќе се бори за шампионската титула и веројатно ќе го освои. Од тие причини менаџерите сакаат да имаат
и една проекција на самиот старт, дали ќе недостасуваат можните очекувани голови за да се дојде во борбата за титулата. А сега да видиме и што не очекува во Шпанија викендов. Нема надпревари во сабота, ќе има само во недела, последните две кола се играат сите во исто време, 18:30. Алавес Гранада, Атлетик Билбао Реал Мадрид, Атлетико Мадрид Осасуна, Барса Селта Виго, Бетис Уеска, Кадис Елче, Хетафе Леванте, Реал Сосиедад Валјадолид, Валенсија Ейбар и Вилјареал Севиља. Она што е важно и интересно, веќе го зборуваме одамна и стана луда трка за шампионската титула, веќе може да се насети. Моја проценка е дека Атлетико Мадрид ќе успее да си ја задржи оваа предност. Ја прокоцкаа шансата и Барселона и Реал Мадрид. Но тоа е фудбалот. Како што реков во претходниот дел од емисијата, математиката. Ако математиката ви е на чисто, тогаш секако дека шампионската титула е скоро в джеп. Овој пат математиката не беше на страната ни на Реал Мадрид, посебно не на Барселона. Италија е интересна и атрактивна, посебно во оној момент во зоната на испаѓање. Специја и Торино одлучуваат заеднички меѓу себе, еден од нив ја има шансата, а може би и двата клуба да имаат шансата, ако случајно, барем според некоја моја предпоставка, си изиграат нерешено и во последно коло секој да си брка бод или победа и така практично ќе го зафркнат Беневенто. Во Италија тоа не е воопшто чудно. Затоа и овој надпревар некако ми остава онака баш акцент што ли ќе се случува во Италија. Иако има два големи дерби надпревари и да не беше финалето во женска конкуренција во Лигата на шампиони, сепак е Лига на шампиони, да не биде тоа акцентот на емисијата, сигурно дека ќе одберевме еден од овие два надпревари. Или Јуве Интер, или Рома Лацио. Градското дерби, кое што без разлика за која позиција и да се борат, секогаш е атрактивно и неизвестно. А денеска во сабота играат уште и Дженоа Аталанта. Утре Фиорентина Наполи, Беневенто Кротоне, Удинезе Самдорија, Парма Сасуоло и Милан Каљари. Додека во понеделник има еден надпревар, Верона Болоња. Она што е атрактивно кај овие надпревари, кои што ги спомнав претходно, е борбата и за излез во Лига на шампиони. Јувентус од втор план ја чека шансата, а нормално за тоа сигурно дека нема да остават простор, предпоставувам, Аталанта, Милан и Наполи. Но ќе биде интересно до самиот крај секако. Во Германија атрактивноста е во борбата за Лига шампиони, како и кај најголем дел од лигите во Европа. Она што го гледавме во изминатиот период може да наметне да се едноставно да се фати чекорот и да се остане во првата Бундеслига, ќе го бара сигурно тимот на Вердер. Арминија и Келн, некоја моја предпоставка е дека буквално ќе го завршат, крајот ќе го дочекаат онака како што е сега во моментов на табелата во Бундеслигата. Но останува да видиме. Секако интересно, затоа и јас најчесто велам фудбалот, ако сакате да го играте за прогноза и за да ќарите нешто повеќе од вложувачниците, тогаш играјте ги првите 6 и последните 6 кола, секако на изненадување. Така ќе биде и сега, се надевам. Холандската фудбалска асоциација донесе револуционерна одлука. Тоа можеби ќе биде и момент на исчекорување и промена воопшто на фудбалскиот концепт на планетата.
Имено, од сега во аматерската лига, буквално и во сениорските конкуренции, аматерска, холандските фудбалски клубови ќе можат да играат еден против друг, и жени и мажи во еден клуб. Значи, ако некој клуб игра во аматерската сениорска прва лига и бил во машка конкуренција, комодно веќе може да има и женски фудбалерки. Да, во истата екипа и да се надпреваруваат со мажите. До сега тоа беше принцип само за оние најниски категории. Тоа го има и други клубови во Европа. Но тоа беше на едно детско ниво, каде што многу ниски категории, каде што многу не се обрнуваше внимание. Сега, се уште во аматерско ниво, но сите сениорски екипи. Ова е револуција од проста причина што нема да биде само експеримент, туку сигурно дека ќе го следат и другите национални федерации. А за брзо време се очекува дека тој експеримент ќе продолжи на некое друго ниво и во професионалниот фудбал. Ова е убаво не само за фудбалот, туку јас неколку пати го имам кажано и во другите спортови. Например, мене лично, ако зборуваме за дискриминација и изедначување на машки и женски пол и подеднакви права за сите, тогаш зошто женските во тенис имаат многу помали бодувања, играат во многу помал формат на надпревар отколку мажите? Ако сакаме изедначување, тогаш треба да биде тоа буквално на сите полиња, како што тоа го прави токму сега Холандската федерација. А да не заборавиме, Холандија има најголем прогрес во женскиот фудбал. Се европски прваци и се вице светски шампиони. И затоа сега во овој дел од емисијата ќе се поврзам и телефонски со нашата македонска најдобра фудбалерка на сите времиња, Наташа Андонова од Шпанија. Наташа Андонова, првото прашање е нормално. Како ти е во Леванте сега? Па супер, искрено супер ми е, моментално сме втори, цела сезона сме втори, остануваат уште 5 битни надпревари. Првиот натурар сега е во недела против Санта Тереса и ако ги победиме сите, остануваме втори и наредна година ќе играме Лига на шампиони. Да, тоа е интересно, атрактивно, се менуваат работите во фудбалот. Практично секогаш ти си навикнат да играш со најдобрите. Од Германија, па после кога дојде и во Шпанија. Еве сега повторно, дури со Леванте, некој ќе кажеше на почетокот каде сега во Леванте, ете, таму во Леванте ќе се игра во Лига на шампиони. Ја имаме Лига на шампиони финале в недела. Челси и твојот поранешен клуб Барселона. Прво кажи ми за кого ќе најуваш? Па, искрено да ви кажам, најавам за мојот поранешен клуб за Барселона, но со сигурност тој таа утакмица нема да биде лесна поради тоа што се два одлични ривали, каде што и шпанската лига е добра и англиската е многу добра, така да јас мислам дека ништо не се знае на таа утакмица, сепак е финале, е една утакмица и може да се случи буквално се. Да, тоа е и јас истото пред малку го споменав. Интересната работа е што Челси во машка и во женска конкуренција оваа година покажува дека е најдобар. Го има и машкото финале, го има и женското финале. Нешто што ретко се случило до сега. Скоро и никогаш. Па да, не ретко се тоа и мажите и жените во иста година да се во финале, но Челси исто и машките покажаа многу добар фудбал, одличен со Туксел, како се вика овој тренерот, и многу се добри, исто така и жените ја освоија лигата таму во Англија и се во финале во Лига на шампиони, така да одлична сезона за Челси. Да, направи препорот во машката екипа, ама и женската не е значи за подценување, туку напротив. Ја изфрли, ја истурка по добрите екипи, некако Лион што со години газеше низ европскиот женски фудбал. Наташа, имаме едно интересно прашање, не знам колку си запознаена со оваа информација, но еве ќе ја слушнеш за прв пат. Ме интересира твојот став. Холандија
овозможи и официјално во аматерските до душа, но сениорски лиги, сите, женските и машките да играат заедно во исти екипи, во исти тимови. Значи нема веќе подвоеност. Може ако се покажеш ти добра, значи збориме сега се уште за аматерски, но експериментот треба да продолжи понатаму. Ако се покажеш ти добра, можеш да играш со машките во Леванте, во првата шпанска лига. Пример, така изгледа од прилика пластично тоа, нема да има практично двоење веќе на мажи и на жени. Како ти се чини оваа револуционерна идеја? Па искрено ви кажам, оваа револуционерна изјава е перфектна. Значи ова е одлична вест за фудбалот и за сите љубители на спортот и на фудбалот пред се. Јас сум секогаш и најголем фан сум на еднаквоста во фудбал, значи и мажи и жени да бидат исто, како што се игра, например, како што тенисот е исто, така треба да биде и фудбалот. Да нема огромни разлики, дали е тоа во договорите, дали е тоа во зимање на плата или дали тоа во продавање на играчи. Можеби никогаш нема да биде исто, али да биде приближно. Да, например, во тенисот сега женските играат помалце, мажките играат повеќе, во 3 добиени, они во 2 на гренслемовите барем. Значи сепак има мала подвоеност. Ама како би изгледало, например, ако после 10-15 години овој експеримент успее и да кажеме, еве, ти играш во Леванте со Барди. Па тоа за мене да играм јас во првата екипа со Леванте и во со Барди, тоа за мене би било, како да кажам, сон. Ама дали би те земале они тебе? Нормално да кажеме, да имаме предвид дека си фантастично добра, како што си, и дека навистина можеш да се носиш со машките фудбалери. Па, знаете како, јас мислам дека во овие професионалните лиги, во поголемите лиги, еве како што се Шпанија прва лига или Англија прва лига или не знам, Германија, Франција, јас сепак мислам дека ние девојчињата не можеме да се носиме со машките во однос на физичката подготвеност. Поради тоа што ние можеме да бидеме во тимот, точно, но ќе се гледа разликата поради тоа што тие се физички многу по-силни од нас. Например, така да. Јас мислам дека за овие по-аматерските лиги и така натаму тоа е добро, тоа е супер, тоа е одлично да има и машки и женски, но ја мислам за овие професионалните како што е прва лига тука во Шпанија. Разликата. Да, разликата, јас мислам дека тоа е моје мислење, не значи дека е тоа така, но тоа е моје мислење, јас мислам дека разликата ќе се види. Има, например, една фудбалерка во Малта која што направи неверојатен скок од Малта, Хајли Буџеја, замина во Сасуоло и буквално ја растури италијанската лига, голови дава какви што практично луѓето кои што ја гледаат велат неверојатно девојчево игра како машко. Тоа е првото, веќе и стана компетентен премногу Сасуоло, ја освои дури и европската сцена, веќе ја има и по сајтовите на УЕФА, значи дека има девојки, например, јас се сеќавам, ти дури имаше и неколку настапи, имаше без разлика дали пријателски или не, играше против машки и одлично се држеше. Тоа е вистина, значи јас најпрво почнав да играм со машки, мене ми е искрено, мене ми е поубаво 10 пати да играм со машки него да играм со женски, поради тоа што се технички подобри, како што кажете и за тоа девојчето исто и за мене до ден денес се збори дека играм како машко и јас мислам дека јас би можела да играм. Замислете сега на пример да играм јас во Барселона и да играм со Меси, со Џорди Алба, со Пике. Тоа ми беше муаветот. Ја мислам дека ја мислам дека многу лесно ќе се снајдиш поради тоа што сите се таму зналци, сите знаат да играат фудбал и многу полесно може дојдеш до израз. Да, тоа си во право. Јас знам некојаш да кажам, најтешко да играш фудбал, барем ние онака малски фудбал кога ќе играме, против некој што не знае да игра фудбал. Тоа е многу и опасно. Тоа е најтешко. Тоа е најтешко да играш фудбал против некој што не знае. Еве ние на пример кога играме тука со некоја екипа што е пред испаѓање, па тие не знаат да играат фудбал, тие само тепаат, ништо друго. И најлошо е да играш против такви екипи. Наташа, пред крај само да те прашам, каков е твојот план?
А ако не, мислам не, сигурно дека ќе играте во Лига Шампиони наредна сезона. Нали имаш план да смениш средина или остануваш до крајот и наредната сезона во Леванте? Па сега за сега немам план да одам во друг клуб, ќе останам тука затоа што имам уште една година договор, но во некои преговори сме така да за кратко време ќе се знае дали ќе останам тука повеќе или не. И наша цел беше да играме Лига на шампиони, така да еве како што оде ситуацијата, ќе играме, така да јас сакам да играм со Леванте затоа што се изборивме за да играме Лига на шампиони, така да не сакам да го пропуштам тоа. Одлично. И само на самиот крај, со ковид протоколите и цела ова затварање на Европа и на светот, како се снаоѓаш? Патуваш ли во Македонија? Имаш ли намера да заминеш сепак, да ги видиш твоите, да ги видиш пријателите? Претпоставам дека и одамна не си била поради должностите што ги имаш, бидејќи нели имаше карантини, па затварање и така натаму. Како е на таа релација? Кога во Македонија? Па така, јас бев во Македонија, мислам дека во февруари бев последно во Македонија поради репрезентација, имавме репрезентација утакмица и искористив да си одам дома да ги видам и моите, поради тоа што кај на ситуацијата знаете каква е, малку не е многу добра, така да сакав да ги видам пошто ги немам видено цела година од кога почнува короната. И сега кога ќе заврши првенството, право идам дома затоа што сакам да поминам време со моето семејство и така. Знате, ти благодарам многу на муабетот, на времето што го освои и јас се надевам дека следната година ќе видите најголемото и најубавото изненадување во Лигата на шампионите. Едноставно, кога има македонски удел во сето тоа, сите сме заедно и сите сме во твоја поддршка. Фала ти многу, Филе, чулте гост. Ти благодарам, Наташа. Тоа беше Наташа и јас уште еднаш ќе повторам. Не заборавајте, недела вечер е финалето во женска конкуренција. Челси и Барселона. Ќе биде интересно. Гамла у леви, тешко ми е и да го изговорам и да го запаметам. Гетеборг, таму ќе биде финалето и во таа чест некако се насочивме токму на рецептот денеска, предлогот шведска гастрономија. За шведската гастрономија може да прочитате многу интересни работи. Она што е атрактивно за земјата, јас ќе кажам, не толку позната по гастрономија, а позната по многу важни работи во светот. Алфред Нобел, Грета Гарбо, Ингмар Бергман, Сааб Волво, Пипи Долгиот чорап, не знам што друго, Икеа, што друго, може би нешто заборавив. Но мене, ако веќе ме прашате што било она најинтересно и најатрактивно што сум пробал од Шведска, е лосос, сушен, самопосолен и чаден помалку и така сервиран, дури и свеж. Да, морската храна, па дури местната, но морската храна за скандинавците е едно од главните јадење постојано. Нема да се дрзнам да денеска ви предложам некој рецепт шведски, затоа што да бидам искрен, тешко можам да го произведам и да го направам. Тоа е совршено да го јадете подготвено од швеѓанец, но бидејќи јас сум голем љубител на нивните школки и сум голем љубител на нивниот лосос, ќе ви кажам кои се 2 до 3 важни елементи за како вие да го подготвите во ваши услови моето омилено јадење токму на скандинавците, на оние од Гетеборг, на оние од Шведска, да буквално сите од тој реон таму. Лосос денеска имаме и школки. Не се нивните ойстерс, но и овие на сличен начин може да се приготват. Значи, внимавајте на што да обрнете внимание.
Оно што треба да го знаете кога подготвувате лосос, воопшто важи и за рибата генерално, велат риба само се врти еднаш, но најчесто многумина грешат па ја препекуваат. Рибата, посебно лососот, не смее да се пече повеќе од 2 пати по 3 минути. Евентуално, во зависност од тоа дали ви работи добро рерната на онолку степени како што ви е, 2 пати по 4 минути. Еве да додадеме плюс уште 2 минути. Но, начинот на кој што јас го подготвувам лососот, а пробајте и вие така да го јадете, иако јас знам и сиров, тој е фантастичен, нема никаков проблем и сиров да го јадете, посебно оние што јадат суши знаат дека тоа е вкусно. Јас го печам 5 минути. 5 минути од тавче намачкано со зејтин и го ставам во рерна без да го вртам едната страна 3 минути и другата страна 3 минути. Само на една страна, без никакво вртење, цели 5 минути. Го вадите и го јадете. Повкусно нешто не сте јаделе, не сте пробале, ако тоа до сега не сте го искусиле. Зачини може да ставите малку сол, малку црн бибер и од кога ќе биде комплетно готов, тогаш може да ставите лимон. А кај школките? Најубавото подготвување на школки е во веќе зовриена вода, во тенџере. Ако имате тенџер за пареа, прекрасно. А ако немате тенџер за пареа, тогаш можете во она фритеза за помфрит, ако имате да искористите, во тенџере со капак, во зовриена вода ги ставате школките и оние што ќе се отворат, нормално, ќе ги подготвите со малку маслинов, малку лимон и магданос. Може да додадете и лук ако јадете. Јас обожавам со лук. Оние школки што нема да се отворат, никако не смеете да ги отварате и да ги јадете. Значи, тие што не се отворени, имале можеби корона, не се вакцинирани, имале некоја друга болест, не ја прележале како што треба, немаат пасош, немаат сертификат и нив не смеете да ги јадете. Значи, само оние што ќе се отворат во 5 минутното ќе кажам обарување, тие ќе ги јадете. Имате и уште еден начин кој што ќе ви го препорачам. Ставате во тенџерчето маслинов и ги фрлате на веќе загреан маслинов со додаден лук и магданос едно 5 до 7 минути. Повторно на истиот начин. Тие што ќе се отворат, ги ставате во тањер ги јадете. Тие што нема се отворат, аут во ѓубре. Тука е крајот на денешното издание од Топки. На крајот само ќе ве потсетам, не заборавајте, сигурно дека ќе биде атрактивен фудбал, сепак финале во Лига на шампионите и го имаме Челси, можеби како увертира или некоја предпоставка за желбите на овие навивачи и за машкото финале. Играат в недела, уште еднаш само да повторам, против Барселона, а мажите знаете, се смени распоредот и ќе играат своето финале во Порто. Како и да е, имаме убав, атрактивен викенд и се надевам дека ќе имате и приходоносен, ако веќе го поврземе и на линијата да очекуваме изненадување и да фатиме нешто плюс на она што сме го предпоставиле. Бидете ми во добро здравје, се гледаме наредната сабота пред